Директорот на Инспекторатот за употреба на јазиците Арсим Идризи засега останува на функцијата. Премиерот Мицкоски веќе разговарал со Идризи за неговото скандалозно одбивање да одговори на новинарско прашање на македонски јазик и кажа дека вакво однесување повеќе нема да се толерира. Ако конкретно мислите на оној момент кога во рамките на парламентот директорот не се обраќаше на македонски јазик, јас разговарав и не очекувам тоа да се повтори, ако се повтори ќе биде разрешено. Денеска по ова прашање се огласија и од ДУИ. За нив ова бил институционален притисок и се загрижени поради, како што велат серијата институционални чекори, со кои го отстрануваат албанскиот јазик од јавната сфера. Скандалот е продлабочен од страна на министерот за политички систем, кој вчера изјави дека ќе го смени директорот на инспекторатот не поради неработење, туку за да му го покаже местото. Оваа изјава е директна демонстрација на институционален притисок и понижување врз службената употреба на албанскиот јазик. Ги повикуваме сите албански општествени фактори, вклучувајќи ги остатоците од Влен, кои останаа дел од владата, да преземат одговорност и јасно да се спротивстават новие системски закани врз албанскиот јазик. Овие реакции доаѓаат по вчерашната изјава на вице-премиерот Стојковиќ во подкастот на Кавга со Иван, каде тој рече дека директорот Идризи ќе биде разрешен. Овој човек го крши законот за употреба на јазици затоа што е директор на инспекторат за употреба на јазици. Овдека не се вика директор на инспекторат за употреба на албански јазик, него на сите јазици, така? Тоа значи на српскиот, тоа значи на турскиот и на ромскиот и на сите други. Зошто вие дозволувате ваков човек да седи? Ке побарате ли вие пошто е под Министерството да брада, од господинот Игор Филков да го размени, да го разреши? Во вторник на едната седница сигурно ќе биде разрешен. Овој? Да. Ми гарантирате? 99%. Од инспекторатот пак пред неколку дена обвинија дека не примале плата речиси половина година, а намалени се и нивните ресурси. Тие изјавија дека имаат само едно службено возило и на терен одат со своите приватни возила.